Стартува новата сезона на ТВ магазинот Тренинг и нова средба со вас и македонската реалност. Државата како да ни е претворена во реалити шоу. Ноќен локал со разновидни музики, игри и танчери. Тајните служби станаа јавно гнездо на партиските послушници. Дали парабезбедносните служби и групи раководат со државата, манипулираат со луѓето и власта? Ова е само почеток на уште едно патување на ТВ магазинот Тренинг. Се надевам дека во наредниот период ќе го задржиме вашето внимание со изборот на соговорници и теми. Како и досега, ќе продолжиме со истото темпо и динамика. Од неколкумина соговорници на различни теми, области и дилеми. Еве што ќе гледате за почеток на ова издание. Ја не верувам дека сега и државата има интерес да обзнани кои се комуникации со кого се следени кај Мицковски. Ние знаеме дека нашите служби по традиција имаат таа слабост да функционираат со повеќе по политички критериуми отколку професионално безбедносни. Ние видовме и низ предметот со Кочани дека тие, иако зборуваа за тоа, и брат да ми ќе се освои бла-бла, се трудеа до последно многу жилаво и многу безобразно да ги заштитат своите кадри. Од самото раѓање останала без вид. Нема брајово писмо, нема брајови таблети, а бидејќи е диабетичар, не можела да пишува. И мојот асистент се снимаше, значи, како и се друго, како и во основно, како во средно, така и на факултет учев аудио. И сега луѓето некогаш ќе изреагираат чудно, ќе не погледнат, ќе се завртат, ќе ти биде незгодно. Марија го забележува некогаш тоа, и ако не гледа, таа забележува многу работи. Нас ни е потребна понатамошна едукација, понатамошен развој, како за индивидуалците, така и за компаниите, за тоа што значи вештачката интелигенција. Како по некое непишано правило, речиси на секој 4 до 5 години се обелоденува случај со прислушкување. Сина птица, големото уво, таргет тврдина, рекет. Се меѓу најголемите скандали во македонската историја. Дали е на повидок ново партиско-полициска афера, во која главна мета е бил Христијан Мицковски, тогаш во својство на опозиционер, лидер на најголемата тогашна опозицијска партија ВМРО-ДПМН, а денес премиер. Во ова издание на Тренинг соговорник е универзитетскиот професор Гордан Калајджиев. Професоре, дали е на повидок ново партиско-полициска афера или ова е своевидна фингерајка за дефокусирање на јавноста? Однапред тешко е да се каже, меѓутоа она што може да го извлечеме како заклучок е дека работите се појавуваат како инциденти и афери, меѓутоа очигледно е дека у суштина постои некаков континуитет на, да речам, беззаконие, условно кажано, или недоволна контрола и законско и професионално постапување на службите, кое што е влече корени уште од стариот систем и кое што у суштина, претпоставувам, никогаш не беше невистински реформирано. Интересно како јавноста, вклучително политичките партии, многу брзо го губи интересот да се следат овие состојби, да се превенираат. И така, од големите афери, последното што беше врзано и со извештајот на Прибе, констатираните состојби, помена некој период, луѓето ги заборавија, веројатно намерно се да речем запоставува или се оневозможува можноста да се востанови некаква контрола и генерално се губи интересот за овие состојби. Дали човекот кој денес има апсолутна моќ во држава, пред да дојде на премиерската функција, бил предмет на безбедносна обсервација? Подолг период се зборува дека, и тогаш и јавно зборуваше тогашниот лидер, сега премиер Мицковски, дека бил следен и него и потесното семејство. Значи,
Ние знаеме дека нашите служби по традиција ја имаат таа слабост да функционираат со повеќе по политички критериуми отколку професионално безбедносни. И тоа не е стара болка. Во конкретниот случај никој не може да каже сега со сигурност без да се направи соодветна контрола на случајот и да се има целосен увид. Теоретски е можно да нема злоупотреби и покрај тоа што може би на еден или друг начин бил евентуално следен. Вие знаете дека е општо познато дека овие дипломатските и конзуларните представништва по дефиниција вклучуваат разноразни агентури и разузнавачки служби. Тие непосредно комуницираат и со партиите и со други, така што во следење на нивните активности не е чудо да се јават како таргет или како некој што упаднал во тие ситуации и високи политички фигури. Значи, тоа сами по себе не е лошо, ниту забрането, доколку е bona fide според професионални критериуми, зависно од ситуацијата. Проблем е ако тие надвор од безбедностните професионални прашања се од аспект на чиста злоупотреба ставени под обсервација во смисла да се оневозможи да функционираат, се бараат да можност да се оцрнат и што ја знам. Така што се можни двете ситуации, ние се однапред не е благодарно баш да. Членовите на Комисијата за надзор на тајните служби влегоа во АНБ и во Агенцијата за разузнавање. Зошто се противат и зошто има скепса околу процесот на декласификација на содржината на преслушуваните разговори, ако бил преслушкуван? Па во принцип, тука малку се мешаат работите. Ја колку што знам од двете можни комисии, има комисија за следење на комуникацијата, која што не е активирана. Иако не е до крај јасно дали е во прв ред проблем прислушкување или во случајов повеќе следење. Ако е прислушкување, има посебна комисија, нели, за следење на комуникациите, таа сега не е активирана. Инако е добро што таа комисија, барем теоретски, има можност да ангажира експерти, за разлика од оваа поопштата комисија за надзор, која што на погенерален план испитува законитоста на работењето на службите, но кој што има, да речам, сериозна слабост, прво со тоа што политичарите што се пратеници немаат искуство и познавање од работата на службите, е прашање без надворешна помош на експерти дали можат воопшто да се снајдат во контролата. Од нивен аспект не е толку битно декласификацијата. Се разбира тука и тоа прашање е кај нас отворено. Уште на време прво се отвори за тоа дали некои органи, прво врзано со обвинителството беше, сега е и со претениците од овие комисии, дали на сите им треба по дефиниција да добијат поименично сертификат за државна тајна и слично, или би требало да добијат по функција. Нашиот законодавец... Зошто сметате дека декласификацијата не е толку битна? Зарем тоа нема да помогне во... Ако го немаме овој проблем дека некои од нив, гледате, не отидоа сите, тие што имаат сертификати, за нив не постои проблем на класифицираност. Тие може да имаат увид и во класифицирани материјали. Декласификацијата, јас колку што ги разбирам политичките партии, особено опозицијата денеска, мислам дека има друга смисла, или барем ја би ја гледал така, сега не знам колку е тоа од знаење, колку од незнаење, повеќе би имало смисла декласификацијата со оглед на тежината во политичкиот живот на оваа проблематика, јавно да се види, јавноста да види, не само комисијата, пошироката јавност да може да има увид евентуално во делот тие, да речам, спорни материјали. И од тој аспект би била декласификацијата важно прашање. Кога овие би имале сите, а имаат повеќето, што е доволно за да извршат контрола, лиценци за, односно сертификати,
тогаш не би постал проблем. Кој може да одобри незаконско следење, обвинителството или Врховниот суд? Никој формално не одобрува незаконско следење. Одобруваат само законско. Обичните судови и обвинителството имаат многу построги и појасни критериуми, врзани со конкретни кривични дела. И тука процедурата е многу појасна, многу е транспарентна. Во крајна линија таа по известно време е отворена, бидејќи ако се појави предметот и на суд, тоа станува, се декласифицира и станува многу потранспарентно. Во принцип е секогаш попроблематичен овој дел со националната безбедност и со Врховниот суд кај што одобрува, бидејќи тука имате природата на опасностите и на целата работа на службите е таква што они делуваат ексанте, значи однапред предпоставуваат опасности, не им треба квантум на докази, како што бараме во кривично, дека имаме веќе сомнение дека има криминал па да се одобрат мерките, и тоа оди низ контрола, обвинител, суд, повеќе луѓе се вклучени и можностите за злоупотреби се со самото тоа многу помали. Ваму каде што Врховниот суд е доведен пред една ситуација за работи кои што самиот исто у суштина не ги познава, имаме многу поголема опасност да се одобруваат мерки и тогаш кога тоа очигледно не е потребно. Сега се предпоставува дека типот на злоупотреби на одобрување на мерки спрема препознатливи јавни личности од политичкиот, јавниот живот, новинари и слично, дека и самиот Врховен суд би можел лесно да ги препознае дека тука нешто смрди, дека тоа нема да може. Инаку за други луѓе и поединци кои што се условно речено анонимни или не се толку познати, судот Врховен има многу тешка ситуација да ги препознае однапред злоупотребите и е многу затоа важно да има почести, посвесно контроли. Нашиот Врховен суд направи, ако не се лажам, еднаш во време на Јово Вангеловски таква контрола. Судот, обвинителството исто мислам дека еднаш направи една контрола во другиот сектор. Целиот систем има и други дупки, особено тоа што мислам се прецени улогата на минимизирање што ја нуди ОТА, таа нуди гаранции во делот на условно речено класичната мобилна и фиксна телефонија и тој тип на телекомуникации. Меѓутоа имаме нејасен простор со овие други начини на упајт во комуникации. Техниките одат секојдневно напред. Професор Калеџиев, Рајнхард Прибе им остави речиси 8 сугестии како свето писмо на политичките елити за реформа во безбедносните структури и правосудството. Зошто не успеавме да ги спроведеме тие негови сугестии, барања, препораки? Па добар дел од неговите се спроведени, значи тргање на прислушкувањето од УБК, монопола што го имаше УБК дури и кога да ги одобрува и можност да упаѓа и тогаш кога се работеше за прислушкување на правосудни органи. Добар дел од тие почетни работи се поместени. Меѓутоа, ова што го спомнав ја, се работи одат секојдневно напред и ние сега се соочуваме со условно речено и многу пософистицирани прашања. Ние де факто го надминавме тој проблем кај што УБК или службите порано можеле кога сакаат и со лесно да прислушкуваат секако, меѓутоа не сме ги затвориле доволно сите дупки и дури во време кога носиме законите останаа некои контроверзии. Во поново време се појави ова прашањето со комуникациите преку Sky, како беше ова, што ги добивме ние и други држави од Франција. Според мене, тие пред нашите судови, без судска одлука, се користени како докази. Според мене, тоа е неуставно. Меѓутоа, никој во држава не го поставува тоа како прашање, го држат под тепих
бидејќи така полесно може да ги затворат тие процеси против лица за кои што сметат дека се условно речено ноторни криминалци. Меѓутоа, од аспект на правна држава, тука имаме сериозни проблеми. Така што Зошто обвинителството е помалку инертно и во најмала рака не реагира по допрен глас во однос на случајот сега што се појавува околу наводно прислушкување? Па тоа исто не знаеме баш колку се они инертни. Они исто така немаат лесен пристап. Самите кажа, што верувам дека е точно, не е тоа само изговор, дека направиле некакви средби, некаков увид и дека очекуваат случајот да се подрасчисти во некој догледен период. Затоа е добро и да речеме нивната работа да оди паралелно со работата на парламентарната комисија и на некој начин тие да се да се подбутнуваат, а јавноста да остане заинтересирана, бидејќи ја мислам дека јавноста носи добар дел од вината, што никој не. Ја го гледам на мојот пример, ние со Цаца од граѓанската контрола упорно ни одбива да ни дадат можности да профункционираме, значи не можеме да отвориме жиросметка 2 години. И буквално на секоја врата кај секој политичар и партија тропнавме, а на никој не му беше гајле. Поднесов оставки и пак на никој не му е гајле, значи и на општата јавност не беше гајле, зошто е оневозможено граѓанската контрола да профункционира. Каква разврска очекувате во однос на овој најнова афера која уште нема добиено ниту име околу наводното следење на тогашниот опозиционер, сега премиер Мицковски, неговото потесно семејство, обвинители, новинари? По природата на нештата, мислам дека шансите да не дознаеме се или повеќе е од самата природа. Значи, ја не верувам дека сега и државата има интерес да обзнани кои се комуникации со кого се следени кај Мицковски. Ме разбирате? Или било кој друг. Ние имаме еден посериозен проблем што дури на ниво на државата не ни е до крај јасно, бидејќи овие работат против непријателски служби и против условно речено непријатели на државата, ние не сме уште надминале проблемот кој професионално и неполитизирано би ги определил вистинските пријатели и непријатели против кои делуваат овие тајните служби. Дали, например, не знам, израелските служби се пријателски или непријателски, особено во овој контекст, кај што се државата е еден агресор практично. Од тој аспект гледано, мислам дека држава не може да си дозволи да се конфронтира со служби кои што се битни, пред се мислам на западните држави, и затоа мислам дека ние до крај вистината тешко би можеле да дознаеме од овој аспект зошто се следени некои лица од аспект на целата вистина, и затоа мислам дека ќе се затвори без пошироката јавност да дознае повеќе, што може би и добро, не знам, се зависи тоа од ситуација до ситуација. Меѓутоа, деликатна е природата на, да речам, на целата оваа работа, и затоа е многу тешко ние што имаме проблем, освен тие лоши традиции на политизираност, имаме и една поопшта непрофесионалност. Значи, од тајниве служби до правосудство. Ние кога би имале во државата поголем степен на професионализам, би имале многу помалку проблеми, било во секторот на правосудство, било во секторот на безбедност. Ние едноставно сме тие што сме, и тој степен наш на политичка, правна и општо култура е под нивото на западните развиени држави, затоа нас некои работи што таму се регулираат
да речем на база на повеќе на тие етички и професионални правила, кај нас е проблем. Никој од поранешните функционери нема да одговара, дури ако се измени кривичниот законник, недело тоа го најави премиерот Мицковски, дури ако се врати членот 353 од кривичниот законник, кој се однесува на злоупотреба на службена положба. Не можат да се вратат старите казни. Новите казни исто така, кога би се применувале редовно, нивните законски рамки исто така не се за поставување. Ако на тоа додадете можност да се конфискува имотот и слично, тоа уопште не е наивно. Мислам дека тука малку се фетишизира таа слабост, дека ете сега со тие измени, со најголемиот проблем настана со застарувањето. Што иначе па само по себе исто така проблем, зашто па тие предмети се оставило да се влечкаат со години. Власта вели дека нема да се доведе, нема да функционира на принципот на политички реваншизам. А при тоа најавува враќање на членот 353. Тука има, чинам дека уште еден член 357 кој исто се наведува во делот на злоупотреба на службена положба. Па и не би требало никогаш тоа не треба да се каже дека казаното право не треба да се инструментализира за политички потреби и да се користи како дел од политичката борба. Но едно се реторики, друго е вистината. Ние видовме и низ предметот со Кочани, дека тие, иако зборуваа за тоа, и брат да ми е, и те соси, бла-бла, се трудеа до последно многу жилаво и многу безобразно да ги заштитат своите кадри. Од челниците на МВР до тие началниците и други кадри, така што се удри на сметка на тоа, ќе казнуваме без основ наназад практично невини луѓе. Мислам, невини за конкретниот настан, ако и тие си имале своји пропусти, тоа би одело за сосема други дела. Благодарам за интервјуто и гостувањето во Тренинг. Ви благодарам и вас за поканата. Ќе бидам многу директен. Се чувствувате како лице со хендикеп, ќе ве навреди ли некој кога ќе ви рече видија оваа девојка е слепа? Па да, јас иако не ги гледам, јас ги слушам нив и ќе ми биде криво. Да, не би сакала јас така да ми кажат. Како е да се биде лице со било која попреченост, а освен со лице со ошетен вид. Тоа значи да бидеш приврзан од помошта на семејството, да бидеш обрзан да чекаш од нив, да не можеш да бидеш вклучен во никакви збеднувања што ги дава нашето општество.